Уште еден повозрасен скопјанец со симптоми на западно-нилска треска. Утринава е примен на инфективна. На клиниката поради компликации од вирусот кој го пренесуваат комарците, хоспитализирани се вкупно 17 пациенти. Тројца се уште се во критична состојба и на апарати за дишење. Според клиничката слика, сите имале воспаление на мозокот и мозочните обвивки од вирусно потекло, иако кај 6 на ПСР тестовите биле негативни. ПСР технологијата не е златен стандард кај невроинвазивната форма на Вест Најлот, така што ние уште тие пациенти се подложени на дополнителни лабораториски исследувања и се лекуваат и се третираат како пациенти со западно-нилска треска. Сите пациенти кои се на болничко лекување на инфективна со западно-нилска треска се лица над 60 години и со други хронични заболувања и затоа развиле потешка форма на болеста. Инкубацијата на болеста трае до 14 дена. Никој не може да предвиди како ќе се одвива во одреден организма. Тоа што се знае досега е дека нормално подложни се повозрасната група. Сите пациенти што се хоспитализирани кај нас се над 60 години возраст и сите се со придружни заболувања. И тоа треба да се напомене. Според директорот на инфективна, многу висока температура, треска, силна главоболка, замор, малаксаност се дел од симптомите на западно-нилската вирусна инфекција. Кај околу 80% од лицата кои се каснати од заразен комарец, болеста поминува лесно и без никакви симптоми. Инаку годинава има најмногу, вкупно 13 потврдени случаи и сите се од Скопје. Александар Динев, Сител телевизија.